Обично независните кандидати ги прашуваме, па и не само независните, меѓутоа најчесто кога станува збор за оние кои што го носат предзнакот независни, нели различни термини се менуваат, така барем тој термин го користи законската регулатива и некои тие самите милуваат да речат непартиски, надпартиски, поинакви и така натаму. Кој е мотивот? Претпоставувам дека вашиот професионален ангажман во струката на некој начин беше главниот поттик, меѓутоа и не мора, нели, со самото тоа што сте жител на градот Скопје, веројатно околу себе освен што критикувате, гледате и решенија. Секако, не само жител, туку и роден во Скопје и својата цела детство, младост заедно со Скопје сум растел, сум се радувал, сум тагувал, така што тоа е сигурно еден дел од мотивот. Знаењето, искуството што го имам собрано во текот на изминатите 40 на години работен стаж, ми дава за право да помислам дека можам да му помогнам на нашето Скопје, кое се наоѓа во една клиничка смрт, јас би рекол, и навистина му е потребна помош. Љубовта кон градот, како што споменав, и честноста, никакви заскриени намери, практично беа главниот мотив да се приклучам во оваа трка за градоначалник на Скопје.